гости на Канал 8, добро дојдовте. Продолжува загадувањето на водата во реките во Кочанско. Ново испуштање на отпадни материи пред пладнето е регистрирано во Оризарска река, пошто од општина Кочани е направен увид и ќе биде доставена пријава до Државниот инспекторат за животна средина. Жители на селото Грдовци изутрината забележале промена на бојата на водата во Оризарска река и на делот од водните канали што поминуваат низ Кочанско поле. Поради тоа реагирале до надлежните инспекцијски служби во општина Кочани. Од увидот на терен е регистрирано бело обојување на водата во долниот дел на реката, од Кочани во правец на Грдовци. Изготвен е записник и ќе биде поднесена пријава до Државниот инспекторат за животна средина, најавија од локалната самоуправа. Констатирано е дека нешто има испуштено во реката, односно водата има видливо променета појава, пошто надлежните инспекцијски служби ќе ја вршат проверка од каде доаѓа и по утврдување на фактичката состојба ќе се постапи согласно законските прописи. Значи во тек е испитување на целокупната состојба и по утврдувањето на фактичката состојба од каде доаѓа ова испуштање и за какво испуштање се работи, очекувам надлежните да преземат соодветни законски мерки. Реакции за загадување на Оризарска река дојдоа и од земјоделци кои имаат површини во непосредна близина на речното корито, при што дел од водата се излеала и во блиските канали. Екоактивистите од Кочани дадоа подршка на преземените активности за утврдување на причинителите, како и за спречување на натамошното загадување на реките во Кочанскиот регион. 50% од воспитувачките и негователките во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани се пријавиле за примање на вакцината против COVID-19. Голем дел од пријавените ја примија вакцината, а во наредните месеци ќе следува вакцинација и на останатиот наставен кадар, како и вработените во администрацијата во детските установи. Освен оделенските наставници, со вакцината Спутник В се вакцинираа и воспитувачките и негователките во градинките. Во Кочанската детска установа Павлина Велјанова за вакцина се пријавиле околу 50% од воспитниот кадар и истите се веќе вакцинирани. Останатите ќе се пријават во текот на идните месеци, бидејќи некои од нив го прележале вирусот, па треба да помине извесен период за да се вакцинираат. Во нашата установа беа пријавени 45 вработени за вакцинирањето, од кои 34 вработени беа вакцинирани во саботата. Останатите вработени се од технички персонал и од административниот дел, каде што ќе бидат дополнително вакцинирани. Ние имаме 95 вработени, значи 50% беа пријавени, бидејќи имаме случаеви на прележани, имаме случаеви каде што во моментот не можат да се вакцинираат, така да натаму ќе бидеме во контакт со Министерството за труд и социјална политика и паралелно ќе го дополнуваме списокот и ќе бидат во најскоро време сите пополнети направени. Минатата недела се вакцинираа и оделенските наставници од основните училишта, најправо оние кои држат настава со физичко присуство. Околу 90% од оделенските наставници во Кочанските основни училишта се изјаснија позитивно за примање на вакцината и веќе ја примија. По воспитувачките и негователките ќе се вакцинираат и вработените во администрацијата во детските установи. Сдруженијето на правници Роми од Скопје ќе поднесе кривична пријава против непознат сторител во врска со инцидентот во населбата Трајаново Терлово Кочани. Како што стои во писмениот допис од Сдруженијето, причина за таквата реакција е што било малтретирано и претепано 10-годишно дете. Сдруженијето на правници Роми од Скопје ќе поднесе кривична пријава против непознат сторител заради малтретирање и претепување малолетник во инцидентот што во неделата вечерта се случи во населбата Трајаново Трло во Кочани. Од Сдруженијето истакнуваат дека е документиран случајот со физичката пресметка во која 10-годишно дете од ромска националност било задржано и претепано од неколку повозрасни и непознати лица. Во јавноста дополнително излезе видео на кое се гледа како лица на кои не може да им се утврди идентитетот му нанесуваат тешки физички повреди на малолетник кој наводно влегол во двор од семејна куќа во обид да изврши кражба. Видеото е испратено и до Министерството за внатрешни работи.
Сдруженијето на правници Роми најостро ги осудува физичките напади врз малолетни лица што се мотивирани од предрасуди со етничка димензија, вклучително и овој случај каде жртва на насилство е дете на коему е потребна итна психосоцијална поддршка и ресоциализација заради нормално функционирање и правилен развој, се истакнува во писмениот допис од Сдруженијето на правници Роми. Истовремено, од ова здружение бараат надлежните институции итно да го расветлат и да му дадат разрешница на случајот, а до медиумите апелираат за соодветно информирање на јавноста согласно етичките вредности и принципи од Кодексот на новинарите. Изградена е пешачко-велосипедската патека на десната страна од Браната градче. Таа е дел од проектот Планински велосипедски рај, преку кој се реконструира и пешачката патека од Бавчалук до градче. Се гради планинарскиот дом на Пониква, а ќе се изградат и велосипедски патеки на Осоговските планини. Заврши изградбата и поплочувањето на пешачко-велосипедската патека долга 520 метри, а широка 1,5 метар. Таа ги поврзува новиот мотел со преградниот зид на Браната градче кај Кочани. Исто така во завршна фаза е и реконструкцијата на постојната земјана патека од локалитетот Бавчалук до местноста Тополник во должина од околу 3,5 километри. Изградбата на овие патеки е дел од проектот Планински велосипедски рај за кој општина Кочани обезбеди грант од над 30,5 милиони денари од фондовите на Европската унија. Во наредниот период ќе следува означување на патеките со патокази, уредување на местата за одмор, поставување видиковци, клупи, канти за отпад и друга урбана опрема. Преку проектот се реализира изградбата на планинарски дом на Пониква, како и изградба, реконструкција и надградба на постојните земјени велосипедски патеки во должина од 35 км на Осоговските планини. Тие се на релацијата Брана градче, село Јастребник Пониква и Пониква Брана градче. Целта на проектот Планински велосипедски рај е да придонесе за проширување на туристичкиот потенцијал со посебен акцент на планинарството и планинскиот велосипедизам. Со изградбата на пешачките и велосипедските патеки се внесуваат нови содржини што треба да ја зголемат привлечноста кон природните убавини во Кочанскиот крај. Локалната самоуправа на Кочани ги продолжува активностите околу планираните проекти во сообраќајната инфраструктура, односно изградба и реконструкција на улици во градот. Веќе е објавен јавен повик со кој се бара изведувач на градежните работи за 4 улици, за што е планирано од општинскиот буџет да се инвестираат околу 100.000 евра. Општина Кочани ја продолжува реализацијата на програмата за изградба на сообраќајна инфраструктура, а за што веќе е почната постапка за избор на изведувач на градежните работи. Според техничката спецификација, во наредниот период предвидено е да се доизградат и преасфалтираат коловозите на 4 улици во градот со вкупна должина од 1150, како и тротоари во должина од околу 500 метри. Вкупната инвестиција за овие градежни активности е планирана на околу 6 милиони денари, средства што целосно се обезбедени од општинскиот буџет. Според спецификацијата на јавната набавка што веќе е во тек, планирано е да се довршат и асфалтираат 2 крака од улицата Димитар Лазаров, а ќе се работи и на реконструкција со преасфалтирање на коловозот на улицата Никола Вапцаров по целата нејзина должина. Исто така ќе се поправа и крстосницата во непосредна близина со улиците Кирил Дзмбов и 110 до спојот со булеварот Тодосија Паунов. При тоа ќе се заменат и постојните рабници, а тротоарите од двете страни ќе се поплочат со павер елементи. Во јавниот повик за изведувач планирана е и реконструкција на улиците 8 септември и 529. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните компании за изградба и реконструкција на овие улици трае до 28 април. Избраната фирма ќе треба да ги комплетира градежните работи во период од 3 месеци. За нормално извршување на дејноста, комуналното претпријатие Водовод ќе набавува струја од слободниот пазар, а купените количини ќе се трошат во втората половина од оваа и првите 6 месеци од наредната година. Јавниот повик за набавката на струјата е веќе објавен, а според актуелните цени по киловат час, но и според минатогодишните искуства, се очекува таа да чини над 23 милиони денари.
Рокот на јавниот повик за набавка на потребните количини трае до 10 мај, а според техничката спецификација планирано е во овој 12-месечен период да се потрошат 6000 мегават часови електрична енергија. Во споредба со изминатиот едногодишен период тоа е на приближно исто ниво. Најголеми потреби за струја, односно во просек по околу 580 мегават часови, се предвидени за месеците јули и август годинава, како и за јануари и февруари идната година. Во останатиот период, потрошувачката е нешто поизедначена и просечно се движи над 450 мегават часови. Во повикот за јавната набавка е нагласено дека предпријатието и само произведува електрична енергија преку фотоволтеичната централа во кругот на пречистителната станица за отпадни води во Мојанци. При тоа, со вкупно произведената количина од 700 мегават часови на годишно ниво, целосно се покриваат потребите на станицата, а останува и вишок од околу 300 мегават часови годишно. Со оглед што водовод излегува на пазарот за набавка на електрична енергија, во јавниот повик е нагласено дека еден од условите е понудувачот на активната електрична енергија врз себе да ја преземе балансната одговорност и да го вметне предпријатието како потрошувач во својата балансна одговорна група. Инаку, комуналното предпријатие Водовод на слободниот пазар на електрична енергија излегува откако се најде на листата на мали потрошувачи, кои во 2018-та имаа потрошувачка на енергија што е поголема од 100 мегавати, со што го изгуби статусот на тарифен потрошувач. Почна времето на пост, молитва и милосрдие за муслиманите. Стартуваа рамазанските пости. Јадење и пиење се дозволени само во текот на ноќта. Постите траат 1 месец. Поради мерките за заштита од коронавирусот, верниците нема да одат в џамија, ќе се молат дома. Со рамазанскиот пост муслиманите почнаа да го слават Рамазан. За време на месечниот Рамазан, верниците се воздржуваат од јадење и пиење од зори до зајди сонце, но и од лоши мисли, идеи и дела. Месецот е време за пост, богослужба и милосрдие, месец на колективната солидарност, духовно и телесно прочистување на мислите. Најважен во текот на овој месец е постот, кој почнува со изгреј сонце суфур и трае до зајди сонце ифтар. Јадење и пиење се дозволени само во текот на ноќта. Од пост се ослободени децата, бремените жени, доилките и болните. Месец Рамазан е за нас муслиманите да постиме и само не да постиме со желуднок, треба да постиме со уста, со нос, со уши, со очи, со рака, со нога. Како се пости со уста, со нос, со уво, со очи, со рака и со нога. Значи, не треба да лажеме, не треба да крадеме, не треба да чуеме лошни зборови, не треба да думаме лошни зборови. Значи, тоа треба целосно, со целото тело, да се држе месец Рамазан. За месец Рамазан што правиме? Друго, најглавно е да си ги почитуваме молитвите, 5 ваката намаз, теравија, али сега нема да имаме теравии по џамиите, нема, пошто имаме карантин. Од епидемијата не смееме, али дома се чита Куран. Овај месец е пост, овај месец е за да се и помага еден на друг. Значи, по богатите ќе помагат на посиромасите, тие ептен што немат. И тие што не можат да постат, што са болни, привремени болни, тие ќе си платат за месец Рамазан. По 30-дневниот рамазански пост следува 3-дневен рамазански бајрам, кој се смета за голем празник во исламот. Поради препораките на владата и дадените мерки за заштита од коронавирусот, за време на постот, муслиманите нема да одат в џамија, туку ќе се молат дома и ќе го читаат Куранот. Муслиманските верски водачи издадоа мислење дека вакцинирањето во текот на дневните часови не представува кршење на постот.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.